Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу. На денешното мени имаме тигрести ракчиња или Tiger Prawns со убав кисел целер, кој е многу вкусен за тоа што ќе даде една дополнителна свежина на малите ракчиња и секако ќе направиме еден сос кој се нарекува биск, а се прави од лушпите и од главите на тигрестите ракчиња. Ќе го искомбинираме со француско суфле, кое е навистина многу проблематично да се направи, затоа што откако ќе се испече за помалце од една минута, може да падне. Затоа многу внимавајте како јас тоа денеска ќе го направам, за вие дома кога ќе го правите да биде 100% успешно. Меѓутоа, и некогаш да не успее, немој да се грижите за тоа што секогаш има втор пат, нели? Повторувањето е мајка на знаењето и со секое следно правење суфлето ќе биде се повкусно и повкусно. Надвор е ладно, надвор е зима, а јас сега ќе направам едно медитеранско јадење со тигрести ракчина или Tiger Prawns, како што ги нарекуваат англичаните. Ќе ги спојам со едно многу вкусно, лесно и воздушесто француско суфле со вкус на портокал. Многу едноставно и многу вкусно. Ќе видите сега што све треба да направиме. Прво ќе почнам да го правам суфлето. Во миксерот ќе додадам 4 жолчки. Ќе додадам и малце шеќер. Ќе ги пуштам полека да се спои шеќерот со жолчката, а веднаш потоа ќе го додадам и медот. Добив убава густа и бела пена од жолчките, од шеќерот и од медот. Сега ќе почнам да го правам бискот, тоа е супа или во овој случај ќе направиме сос од ракчињата. Ракчињата се едни од најпочитуваните морски плодови за тоа што имаат многу вкусно, бело и месо кое малце наблажува. Значи идеално е и велат дека се толку здрави за нас, што треба постојано да ги конзумираме. Ајде да почнеме. Треба да ги чистиме од лушпите, кои се наоѓаат на месото, и можеме да ја оставиме главата, а можеме и да ја извадиме. Јас на неколку ќе ја оставам главата, затоа што ќе ги обработам на путер и на масло, многу кратко, затоа што и не смеат многу да се готват, а некои ги посипуваат само со лимон и ги оставаат така 30 на минути и замислете, лимоновата киселина го обработува месото и можеме да ги јадеме и живи. Велат дека вкусот е во главата најмногу. Баш и затоа од лушпите и од главата ќе направам биск, многу препознаен и многу почитуван во светот на гастрономијата. Ќе го уклучам огнот и ќе додадам малце масло. Откако ќе се загрее, во него ќе ги додадам лушпите неколку минути, убаво да се испржат и да ја пуштат својата портокалова боја, а секако и својот вкус, а потоа ќе ги додадам и другите работи. Меѓутоа, сега, прво, во вода што врие, ќе додадам малце шеќер, ќе додадам малце оцет, ќе додадам 2 листа од ловор и ќе оставам сето тоа убаво да зоврие, меѓутоа ќе зачинам и со сол. Значи сол, оцет, шеќер и 2 листа ловоров лист. Маслото си се грее и јас ќе ги спуштам натре лушпите. Лушпите од ракчињата, од Tiger Prawns, ја пуштија бојата што ја имаат по која се препознатливи. Тука е и вкусот, драги мои.
Сега ќе додадам и малце кромиче. Све заедно да се испржи. Еден морков, кој исто така ситно ќе го исецкам. Ќе додадеме малце листови од целер, а од кога сето тоа убаво ќе се испржи, ќе додадам малце доматно пире, да ја збогатам црвената боја и секако ќе додадам зеленчуков бујон. И ќе оставам сето тоа убаво да си крчка. Додека тоа си крчка, ќе го исечам целерот и ќе го ставам во водата што врие со оцет. Убаво да се обари, ама не да се превари. Имаме тука и лукче, ќе ставам 3 чешниња, ловоров лист и крупно ќе ги сечам листовите од целерот, колку убава боја. И ќе оставам ова убаво да се пржи како што кажав. Целерот, откако ќе го излупам комплетно, со помош на мандолината ќе исечам убави крукчиња. И со помош на модла ќе ги оформам, а остатокот ќе го исецкам ситно и ќе го ставам во бискот. Еве едно. Две. Овие крукчиња целер ќе ги ставам во водата и ќе ги поклопам. Малку ќе го појачам огнот и ќе оставам да се обарат, меѓутоа како што кажав, не да се преварат. Целиот овој зеленчук што остана ќе го додадам во бискот и тивко ќе оставам да си крчка. Обично кога во професионалните кујни се прави биск, се прави во многу големо тенџере или казан и се остава 4-5 часа полека да крчка. Се додава и ориз со цел кога оризот ќе се свари да даде густината на бискот. Или пак ако сакате многу брзо да направите биск, ќе ги земете лушпите и главите на ракчињата, ќе ги испржите како јас што ги испржив, ќе ги ставите во една метална цедалка и убаво ќе истискате све од нив и тоа е всушност вкусот кој сите го бараат кога јадат вакви тигрести ракчиња или морски плодови. А каква чорба се прави со неколку различни видови на риба, тоа е магично. Сега сме спремни. Оваа вода овдека што врие, драги мои, ќе ја искористам за суфлето. Сега полека ќе се префрлам кај мојот миксер и ќе продолжам да го правам суфлето, затоа што све си има ред, а ние никогаш не треба да брзаме, затоа што додека готвиме, секогаш треба да уживаме. Како мириса кујната на 4 сезони денеска, одлично. Откако жолчките ги измативме со шекерот и со медот и добивме убав крем, ќе додадеме и 200 мл јогурт. И полека ќе пуштиме и тоа убаво да се соедини. А откако ќе се соедини, ќе додадеме сок 100 мл од свеж цеден портокал, ќе додадеме кора од портокал и ќе додадеме малце нишесте. Одлично. Ево го сега сокот. Сега ќе го исклучам на кратко, ќе додадам кората и ќе го додадам нишестето и повторно, полека, нежно ќе оставам сето тоа да се соедини. Додека тоа таму си се соединува, 4 белки ќе ставам во еден сад и со миксер ќе направам прво шам, а потоа постепено ќе додавам шекер во прав.
шамот е изматен. Ете така. Сега во лушпите со зеленчук ќе додадам доматно пире, кое што ви кажав ќе ја збогати и бојата на бискот. Шубаво. И ќе додадам бујон. Бујонот го додадов, си доби одлична боја и сега за дополнителен вкус ќе додадам и малце бело сортно македонско вино, кое ќе даде една посебна киселост и вкус на вино кое навистина е потребна кога правиме биск. Оставете го тивко да си крчка, меѓутоа бидете тука, не дозволувајте да испари целата течност, затоа што ако испари целата течност, ќе имаме проблем. Нема да може да го надополниме вкусот. Тука делот со жолчките е спремен, меѓутоа пред да почнам да го правам суфлето, ќе го извадам целерот и ќе го ставам во ладна вода да се пресече термичката обработка и да го задржи обликот. Ќе им додадам сол, малку бибер и малку путер, ќе ги ставам во тавчена хартија за печење и ќе ги потпечам во рерна на 200 степени дорека фатат од озгора убава златна боја. Бискот ќе го префрлам тука. Што го мириса. Сега ќе ви покажам едно трикче кој е многу важно кога правиме суфле. Земете едно парче ладен путер и од сите страни премачкајте ги садовите каде што ќе го печеме суфлето. Мора да биде масно, а уште поважно е во него да додадеме шекер. А ќе ви покажам и како. Суфлето од кога ќе го испечеме, треба веднаш да го сервираме и веднаш да го изедеме, затоа што во спротивно ќе падне. И тогаш нема да биде баш суфле. Откако садовите за суфле ги намастив со путер, во нив ќе додадам шекер и вака ќе завртам неколку пати за шекерот да се залепи на секаде над зидовите, па ќе го истурам во садот, погледнете. Истото ќе го повторам со сите садови. Отлично. И сега, полека со шпатула, ќе додадам од белките во жолчките и полека и нежно ќе мата. Еве една третина. И полека од доле нагоре. Тоа е правилното матење кога ќе се стават белките во жолчките или во смесата од жолчки. Како да го истиснувате од доле нагоре воздухот. Тоа е правиот начин. Отлично. Сега ќе додадам уште. И така само полека. Не брзајте, не смеете многу брзо да мешате, затоа што суфлето нема да испадне убаво. Суфлето мора да биде меко и воздушесто. Ќе го додадеме и остатокот и се добро ќе спојам. Не заборавајте рерната да уклучите на 180 степени. Кога суфлето ќе биде готово, ќе го прелиеме со прелив од мед, лимон, малце вода и тенка кора од портокал. Тоа ќе биде шлагот на тортата овој пат, кој ќе го надополни вкусот на суфлето, а пред се, суфлето и многу убаво изгледа. Еве ја структурата, каква треба да биде, за суфлето да биде убаво. Сега ќе земам кутлача и ќе ги наполнам калапите, меѓутоа не скроз до горе, затоа што суфлето треба да порасне 1 сантим или сантим и пол над садот, да испадне како капа.
180 степени 15 на минути. Едва чекам да се испече да видам како ќе излезе, бидејќи суфлето е еден од најпроблематичните десерти. Малце фали да падне. Затоа, ако некогаш не ви успее од прв пат, пробајте го и втор пат. Ако не можете и од втор пат, слободно напишете на нашите социјални мрежи, а јас ќе ви одговорам и ќе најдеме решение како да испадне и кај вас дома суфлето да биде навистина суфле. Ќе земам едно вакво убаво тавче, оладениот целер, да го наредам, само да го намастам прво со путер. И полека. Едно ќе ставиме во средината, а другите околу него. Ќе додадем уште малце путер врз целерот. Малце сол и ќе ги ставиме во рерно да се потпечат. Да ставам масло во загреано тавче и да додадам малце путер. Да додадам едно чешне лук и малце кора од лимон. Кога ќе се растопи путерот, ќе ги додадеме ракчињата, нежно да ги испржиме. За тоа време јас ќе го процедам бискот. Со суфлето мора секогаш да внимавате, затоа што многу брзо паѓа. Секогаш треба да внимавате на се што ставате во него да биде онака како што е во рецептот, затоа што навистина малце треба. Јас вака сега си каснам уште еднаш. Многу вкусно. Бојата е одлична и како што кажав, не треба многу долго да ги обработувате термички, затоа што треба да бидат меки, сочни и вкусни. Сега со помош на лажица ќе истегам се што има вака во бискот. Бојата е одлична. Тука е вкусот, драги мои. Едната страна. Готови се и ракчињата. Сега ќе додадеме малце од сосот. Ќе ставиме од ракчињата. Едноставно многу вкусно. Медитеранската храна е навистина многу здрава за нас и бара многу малку време за да се обработи, а сепак да биде онака како што треба да биде. Вкусна и неодоллива. Еве го суфлето. Морате секогаш брзо да реагирате, затоа што суфлето може многу брзо и да падне. Еве, драги мои, значи мора веднаш да се јаде, меѓутоа ви објаснив. Ако случајно не успее, јавувајте се, пишувајте и јас све ќе ви објаснам како што треба. Драги мои, навистина ја почитувам медитеранската кујна, навистина многу сакам да јадам морски плодови, а денешните тигрести ракчиња испаднаа токму онака како што сакав да испаднат. Од вкусни, повкусни. Суфлето многу брзав да го направам со цел мерак и
70-80% и мене ми успеа, меѓутоа беше навистина многу вкусно и воопшто не се секирам за тоа што следниот пат ќе биде уште поубаво. Овој пат го направивме со вкус на портокал, а следниот пат ќе направиме некое убаво солено суфле кое вистински ќе не воодушеви со вкусот. Што повеќе да кажам, ви благодарам што денеска бевте со нас, имајте убава и пријатна вечер. И секако големо благодарам до Специјалистичкиот центар за физикална медицина и рехабилитација, ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене постојано да бидам во одлична форма. Благодарам.